Sekoj ден, все повеќе и повеќе ливчиња на оние што ги фрлаат од камионите нашите ранети и болни деца. И секој ден се случуваат все повеќе и повеќе пискотници, лелекања. Нема ден без лоши вести. Се чудам како не им препукна срцата на овие мајки и сестри. А што си мислат тие жени за мажите и синовите? Многумина од нив остана на вечна стража на Вичо, Грамос, или сакат и лежат по болници во туѓи земји, како мене. А, Стопанкина и трагата наша, нас македонциве секогаш не водеше кон нашата смрт или нашето осакатување. И мене една нога ми остана, ма јас клинка ми со дрвена. И ако даде Господ, јас уште вечер ќе се вратам таму назад. А каде ја остави? А каде ја остави? На камна. На камна стрико ме погодија. На камна ме осакатија. Од самиот врв. Јас и мојот помошник на пушко-митралезот, Васен му беше името, бевме на положај. Кога се спушти мрак, долу под камна се појавија некои растреперени пламенчиња. Се завртев кон Васила и му велам: "Абе, што ќе е тоа таму долу?" А тој без размислување откине и вели: "Нумо, изгледа жените дојдеа да им запалат свеќи на своите." А во исто време се појави командирот на четврта и вика: "Вие двајцата одете долу и проверете што значат оние светилки. Ако е непријателот, пукајте рапа." Тргнавме. Јас со шарецот напред, а Васил по мене. По едно време Васил ми вика: "Нумо, немој направо", вика, "одека треба да заобиколиме, зашто одека многу пати сум доаѓал." И одејќи по пат момчето почна да ми раскажува. 36-та година ми раскажува Васил, даскалот им наредил на сите ученици за 26 март да дојдат облечени во униформи на младинската организација ЕОН. А но Васил немал униформа, бидејќи татко му немал пари да му купи. А мамо му било срам да се појави без униформа. Токму дента стрико му се згодил тука, кога видел бошта е работата, го зел Васила за рака и го одел право на лединката каде што ние бевме и вака му рекол: "Лучко, ја гледаш ли она јама што зјае во Карпана? Е, сега слушај вамо. 903 година по Илинденското повстание, во пештерата се скриле неколкумина од нашата селска чета. Арнома турците ги откриле, нашите никако да се предадат. А на врвот на пештерата Стрикопандо имало некој отвор, нешто налик на оџак што водел од пештерата до самиот врв. Турците, кои биле на другиот врв Липовец, од озгора го забележале отворот, па бидејќи било време на жетва, им текнало време да фрлат запарени сноќа. Нашите од чадот почнале да се задушуваат и решиле да излезат, но не и да се предадат. Првиот што излегол припкал на турците и така: "Куршумот со куршум, наш пикот со камен." И така нашите загинале сите до еден. И да не должи многу стрико му раскажал за Илинденското повстание и накрај вака му рекол: "Внучко, набедни се и ослушни го шепотот на тревиве. И не само што ќе ја чуеш, ами ќе ја разбереш вистината." Потоа стрико му се наведнал, ја растргал тревата и на бела плоча се појавиле букви. Некои од буквите му личеле на грчкото писмо, но другите не ги знаел, а стрико му рекол: "Внучко, ова ти е Кирилово писмо." И на каменов пичува Дичо Карамешовски. И долго тој му раскажувал на луѓето што лежат на лединката, зошто младите морале да учат грчко, а не македонско училиште. Ете, Стрикопандо, со помош на нашето незнаење, грците се обидаа да го фрлат семето на грцизмот, но тоа не никна, не фати корен. Васил се што беше чул од стрика си,
го кажам на младите, на своите врсници, тие на други деца, кои ќе виделе колку е сатот. И од тогаш Васко не само што не сакал да облече униформа, не он, ами се гордеал што мајка му зборува македонски. Неј се 37-та година, кога планињето се изнаполнија со војска, грчката полиција да ја пребара лединката и да ги испокраши надгробните камења. 41-та година, кога италијанецот дојде, а гркот избега, нашите пак на мртвите им поставија камења над главите. 45-та, кога гркот дојде, пак ги испокраши камењата, ама нашите пак изделка камења и ги врежа имињата на мртвите. И замисли, од тога секој маж што врвел покрај таа лединка, врвел гологлав од почит према мртвите. Ете толку ми раскажа момчето. А ние, откако извидовме и тргнавме да се повлекуваме, бевме нападнати од монархофашистите. Пука во нив и постојано висев на светите што гореа долу, на лединката под Камна. Гореа тие со години. Пукав мој панду и не сакав да ја слушнам наредбата за повлекување, зашто ја бранев таа лединка. Го бранев каменот со Кирилово писмо, го бранев пламенот на свејтите да не згасне. Но одеднаш една експлозија ме покри со земја и полека во очите ми згасна сонцето. Потоа ме носеле навам натаму и така стасам до Корча. Трико, во Корча мога да ми отсече еден унгарец, а му помагаше грк, ама и двајцата шпански бојци. Од тука ме препрлија за сук, но за тоа подобро да не ти кажувам. Од секогаш сме се бореле за туѓи татковини и за нивна големина. Мислевме, борејки се за нив, се бориме и за себе. Гиневме во исти робови. Сум изнесувало сакатени грци, на раце ме умираа. Ги закопував како да се мои најблиски. Јадевме со нив од една порција, со една лажица. Многу пати во разговорот на стремежот ми се чинеше како да се сродивме. Армама кога им кажува кои сум, тие како да се мурдеа. А по некој од нив не баре заине зад мојот грб ка запееше "Елада му до Мегалио су Василема денехи". Деме Грцио моја, твојата големина нема за идисонце, се е грчко. Си велев, ако нека си пеат, ама зошто мајчина му токму тогаш, кога јас им кажував дека сум тој и тој, дека си имав своја дома, дека таа дома ми ја одзедоме, на теја да сакам туѓа дома. Затоа нумо верувам дека сме биле наивни. Не наивни, Стојко Пандор, не наивни, ами скакани сме овдека, поседете затоа овдека, во тебе и во мене и во сите ови овдека. Има војна и трае таа пустата. Да се мислиш дека ќе ја снема со твојата или со мојата смрт? Не, ќе трае таа и во мене и во тебе, и во моето и во твоето колено и во колената на нашите поколенија, се додека сме вакви, без дом, без татковина. Затоа велам нумо во ров или каде било, ние секогаш сонуваме еден заеднички сон. Сонот за нашата заедничка татковина Македонија. Јас овдека во албанскава земја оставив дел од себе, ама себе си ќе се оставам таму, зад планините, зашто овдека умот ми е разорен и душава здробена. Ајде, ние маживме, тргнавме кај што тргнавме и страдавме што страдавме, ама зошто жените, бре, зошто децата да не страдаме? Старико Пандо, секоја чест ти си постар од мене и повеќе си видал, ма и јас многу видов, особено во Сук. Во првите денови на мај донесоа, не море на март ќе беше, да, на март донесоа многу ранети, кои без раце, кои без нозе,
без очи ги гледав и се мислев, какви се овие луѓе, бре. Што ли ги бодри толку та ода толку исправени? Исправени колку што им позволуваат испокршените ребра. Каква ли ова судбина, бре? Зар судбината нас македонциве за такви не презначи? А меѓу нив ја гледам и нашата Донка Калеша, гордоста на нашата чета. Јас како што лежев така, таа ја подигна раката за да ме поздрави. Гледам без дланка. Ја раниле во лерен. Нозете оттечени, замрзнати до колена. А косата изгорена. А имаше плетенка со која сите се гордеевме. Замисли сте, кога пред да појдеме во бој, постојано и велевме: Донке Калеша чува ја плетенка и не даваше машка рака да ја добре. Затоа ја сакавме незината плетенка. Жално е кога ги гледаш тие наши моми како одат со патерици, без раце, без нозе. Какви ли свадби ќе имаат, стрекопандо. А ете, јас со мојата жена имав само две новики што беа мои и нејзини. 38-та грците ме подбра и дори 47-та се видовме. Само два пати се видовме с Стрекопандо и две дечиња си имам. За второто ми кажа, кога бев в болница, во Сук дојде еден мој братуче, те вели: братчет, вели, ке даваш мужде, ке давам, му викам, братуче, кажувај што има. Женско, вели, верувај, се расплакав од радост, а и од мака. Јас облеков кошулата и му ја дадов. Таму ги оставив, Стрекопандо. Зад превалот на кај Врба, Вичо е таму. Има таму и други планини, градови, езера и реки. Важно е да не се заборави патот и словото. Само така човек може да се врати назад. Зашто го заборавиш патот за назад, скитник остануваш за секогаш. А го заборавиш ли мајчиниот јазик, се забораваш и себе си. Стрекопандо, гледаш нешто за мене со джипон таму? Да не го изгледува сега. Она конте, она бошка позадинска. Слушај, мамо, тој дојде еден ден додека јас бев во Сук, така околу ладне, околу ручек време, не собра в меза и свика: другари борци! И почна да кажува: ти ова билора? Кажува, ма се некако од околу. Околу наоколу, бошката не заедна ишепка дека меѓу нас во Сук имало агенти и предавници. Банда Славо македонска не нарече која се предава на југословените. Јас зоврев едно време, му викам: пак ти е ко другар, пак ти се си има свој име и презиме. А те вели: баквите, и покажува на четворица наши другари, имаат добијано задача однатре да ја подкопаат нашата революција. Еве, другари, вие четворица се фатени на пат за Југославија. Таму сакаат да побегнат, но будното око на революцијата ги отмени. Не се тој заврши, по него стана некој друг да зборува. Другиот ден, истата таа гнида не собре ни одржа предавање за социјалистичката револуција, за незините водачи. Едно време вака вика: ајде ти, и покажува со прст на мене. Кажи ми ти мене во кое свое дело и што вели велики Сталин за социјалистична револуција. А јас, Стрекопандо, бев си одврзал дрвената нога, па така бев поднаведнат, кога тој ми свикам: ајде, стани кога телам! Да не си ти еден од оние што фрлија опулј кон Белград,
Сите очи се вперија во мене, а некој му вика: да, другар, и тој беше со егејската бригада. Така значи. Ајде, стани! Ја станав. Ја подигнав мојата дрвена нога и колку ме држеше сила, удрив по неја, помаша и му викам: еве ја мојата револуција, Бошко Позадинска, еве ја! А вечерта кога минував низ креветите, брз мене удираа со тупаници, со клоци. И да знаеш, не ме болеше од ударите колку што печеше свеста. Дека тие удари доаѓаат од другари соборци, од луѓе со кои крваре по еден ров. Од луѓе со кои јаде под една порција. Ете, тоа ме болеше. Вечерта дојдат двајца од грците на зграбчи и ме фрли во еден камион. Каде ме водите, бре, луѓе? И викам, а еден згрб ми и вика: таквите како тебе, блудница. Море беше сум имал среќа од лудница ми извлече еден наш, еден албански полковник, ама наш човек, македонец. И така стасав довде, дова дереđe Стрикопандо. Што ќе речеш на ова, Стрикопандо? А што да речам, се искорнавме и толку. Нашиот камен се истркава и треба веќе не фака. Ете, тоа ти го велам јас, Пандо гробарот, како што ме вика. Бре, устава ми горче како полна пелина ми е. Пелин ти е животот, затоа. Точно така, Стрикопандо. Како знае, ако вечер до вечера ме нема, тогаш јас таму сум некаде да се борам. Зашто овдека човек само може да полуди, бре, стојам со денови и гледам како жени облечени во црно трчаат по камионите и чекаат некој да им фрли писмо од своите. Ајде, ти како што рече, ние мажи, бе, тргнав ми, враќања нема. Но зошто жени, бе, зошто децата, еве те прашувам, тебе како постар, кажи ми зошто. А што да ти кажам? Откажување ничија рана не заздравува и ничија болка не олеснува. Јас навикнав да молчам и во молко да си ги преболувам болките, молчејки да копам гробови и два пати на ден да трчам по камионите да ми фрли некој писмо од детето. Јас, знаеш, си имам уште едно дете на Вичо. Никому не сум кажал, ама и мене ме снајде најлошото, но во едно писмо прочитав дека ми загинал Трпе, средното дете, на Грамос. Одев од Адерека, се криев, плачев на сет глас, криев од жената, ама еден ден и кажав. Не поминаа 2 недели, пак на писменце. Најмалото, 17 годишно, лежи рането во Елбасан. И кажав на домакинката, ноќно време тргнавме за Елбасан. Болницата ја најдовме, ама не го најдовме. Умрел од поднош. Како се вративме назад, како го најдовме патот думо, ни самиот не знам. Не помине еден месец и домакинката иснемуше, и срцето не издржа. Со овие раце ископав гроб во Скархите. Ја закопав и од тога станав гробар. Сега знам зашто си тако, Стрикопандо. Така молчалив. Не сум молчалив. Јас си зборувам. Секогаш си зборувам со децата, ги гледам пред мене. Се наоѓам де пред нив, де со нив. Понекогаш си зборуваме гласно кога сме насамо. Потоа одам на гробот и со домакинката да скршам некој муабет.
Marku, ostavi go to. Kako da nabliži vremето да излеземе нажаде, ќе наминат камионите белки, некој ќе ми фрли писменце да разберам нешто и за најмалото дете. А и ти може би ќе го видиш својот пријател шоферот. Стрико Пандо, јас ти реков дека ќе одам назад. А знаеш зашто? Зошто? Да си ја загубиш главата, бре, а зашто друго? Подобро да ја загубам, отколку да се ја уништувам овдека во овие којски дупки. Чекай да те прашам, ти што бараше на кукушкото боиште? Да се бориш? Остави го. За која татковина? Сите ние си ја бараме татковината, ама под чии знамиња? Јас барем ќостама аманет. Чија и каква татковина да бара на шинецот и младите? Ако успееш да оставиш аманет, а јас ти велам дека ако го сториш тоа, се ќе направат дека не само гробот да не ти се знае, ами и името да ти се затре. И тоа да го очекуваш дури и од нашинчето, зашто и нашинчето е проклето. Дај му малку ветар и готово е. Не само очите да ти ги ископа, ами срцето да ти го извади со своите балкани раце и прсти. По војната со турците, кога одвај стигнатме од Авдеморе, не пречека Венизелос и ми вели: момци, ја загубивме Мала Азија, ама ја спечаливме Македонија. Реков, белки ќе има и за нас парче од неја, им велам на едни нашинци. Утрината ми ја соблекол униформата, зашто некој од нив ме подкажал и ме нарекоа смрдлив славофон. А јас ја барав неа, Македонија, и затоа лежев во Ѓура. Кога дојде на власт Метаксас, ме обвинија за комунизам и велам: луѓе, мене комунизмот не ми треба. Мене ми треба таа Македонија. Неа ја барам. Ме нарекоа автономист и пак на сув остров. По 2 години ме пуштија. Еден ден ги зедов ордените што ме ги дадоа за храброст во борбата со турците и право во Костур кај градоначалникот. Му велам: евети ги грчка држава ордените, доста ми беше од затвори. А тој ми удри една преку очи и ми испрати наклоци. Дојде потоа Метаксас, пак во рацете на полицијата. Се подбиваа со мене дека ќе ме прогласат за цар на автономна Македонија. Ми ставија железен обрач околу глава. Почнаа да го стегат така што ми се чунеше дека очите ќе ми испечат од болка. Тие тепаат муму, ама не убиваат. Нивното правило е осакати, но не убивају. Осакати, дивјаци, како ли се не нарекува, како ли не се подбиваа со нас, а ние траеме и сме како пиреот или како облаците што ветерот ги кошка де тука, де таму, а тие се појавуваат на друго место. 4 години нуму ја пеев народе македонски и 4 години ме тераа по нивните затвори да го пијам тој нивни рицинус. Пред малку ти кажав дека ми загина средното и најмалото дете. А јас имав и најголемо. Му ја облекоа грчката униформа уште пред 40-та година. А мене ми испратија на сув остров. Кога почна боја со италијанците, ме пуштија, зашто им притребав. Еден ден ми порачаа да појдам во Костур кај градоначалникот. Појдов, почукав на врата,
mi rekao da pričekamo pred sobi, ja to sednav na jedno stolče. Po nekoje vreme slušam glasan razgovor oko kancelarijata, se dobližim sa stolčetu, slušam, veli, gospodine ministre Rendis, včera vo moj štab dojde jedan vojnik i se poplače deka njegovio tatko bil interniran zato što si go zboruval svoj slovenski jazik. Kakvi se tije gluposti vo pozadinata, gospodine ministre? Znajete li vi je deka njimnite deca gi sočinuvat glavninata na našite jedinice ovde na frontot i tije gi zapra italijancite na frontot? Znajete li deka mojata jedinice su ostavene od momčinja od Lerinsko, Kostursko i Vodensko? Što ke bi da ako momčinjata na tije tatkovci razberat za to? Ne mislite li deka italijancite možata da go iskoristat vo svojata propaganda i da im rečat ej, vi glupavi ovni, tuka se bijete fanatično protiv nas, a tamo Grcite vi gi zatvorat tatkovcite, zato što si go zboruvat svoj majčin jazik. Po nekoje vreme slušnav Čekori sripa da zboruva ministerot i mu veli gospodine generale Čolakogu, vi je kako komandant na frontot, bez drugo treba da znajete kako se postapuje vo takov slučaj. Grčkata država nema doverba vo tije ludje, iako na nivnite deca im se dadeni puški, iako tija se borat vo prvite borbeni redovi i koliko što su čuli, odlično se borat, međutim, izvadi nekoj spisok, mu go pokaže i veli ovo je spisok od na ludje to što grčkata država gi smeta za opasni. A sega, da go stavim je to i da go izvršam ono za što sam dojden. Se otvori vratata, me povika jedno ispijena momče, vlegov natre, me prečeka ministerot, se pozdravi so mene, podavajki mi samo 2 prsta i mi veli vi jeste tatko na mnogo hrabar sin. Grčkata država nema da go zaboravi to. Imam čest da vi je izrazam svata voshid za hrabrost na našoj od sin, no istovremeno da vi go izrazam i moje to sočustvo za njegovata junačka smrt. I zato posmrtno ga odlikujeme s orden i sa čim deseter. Kolenata mi se podsekuje, ama ne puštim solze. Bez zbor dozja da Forden odgostavih nanose i izlegov nabor. Često se prašlam od što izlegov menije Makedoncjeve i što ni ostane kako nasledstvo. Što? Crkvite, manastirite i grobovite što mučat. A zašto go drugite zemlji grobovite dozvorovat, a našite ne? Zato što imat krstovi, a tamo kada što molčat grobovite, go snemuva život od... Ako sakaš da vidiš koliko je dostoinstven jedan narod, pojdi i vidimo gi grobištata. Armstriko Pando ne bi dozvolije ni mrtvite da gi počituvame. Zašto bre mrtvite? Zašto? Za da ne gi zatra tog ništata, za da zaboravime se, a narod koji nema pametenje iščeznuva, go snemuva.
Numo, sinko, našio narod od sekoga žonajal samo za koleži, palenja, leleci, od sekogaš ni gi pale, ni gi rušija crkviti, manastirite i ne tera andartite da gi prečekuvame kako osloboditelji, a namjesto sloboda ti je i staro i mlado stala pod grčka kama. U 1905. godina celo Kosturskovo crnog oblekova. Ta godina vo Zagoričinu zakla 85 duši. Krvnik od Karavangelis, sojednata raka vo kojoj držeše krst, a vo drugata kama im davaše blagoslov na andartite i ne teraše i nije da gi blagoslovime i da im bideme blagodarni kako na osloboditelji. Ta godina, vo petog na 17. mart vlegla vo naše to selo, gibara vojvodite od Vostanijeto. Iako znaja deka ili se ispotepani ili ispobegani, no udrija da bijat i da pljačkosuva po narodot, a srecelo go ima razvijeno grčko to zname. Od koga ne najdova ništo, go sobra narodec od srecelo i potom go potera na brdo to Svetilija gore i tamo do Zajdisonce Gikolea. So svojite kame im gi izvadija prešlinjata od kolenata. Doselo se sluša ovkanjata na une srekenite, a koji kako da im pomogne, bre. Koga se stemni mi gi presekova vratite živi i gi ostavija taka da iskrvava cela noć. A tija se povlekova od drugata strana na brdoto. Duri drugi od den, on je što ostana živi vo seloto, koga vidio deka se povlekova andartite, gi sobra mrtviti i gi zakopa. I od togaš to mesto stana sveto. I ljudjota što dođa potom se rasprašuva za ta ledninka, no nikoj ne im kažuoše kada se pogrebani. Dođa potom andartite za da skrija tragat od svoje to zlostorstvo. Dođa i koga ja podelija Makedonija, i koga so bugarite gi razmenuva našite luge kako ovci. Dođa i koga dojde Metaksas, se rasprašuva za svojite nedela, no nikoj ne im kažuvaše. Zašto? On je luge, što go videla zlostorod, go raskažuva od usta na usta, od koleno na koleno, tivko, kako go molitva, da ne se zaboravi. Stariko Pando, Grcite nije ispoganija zemljata, koji bre isto što otvori novi patišta. Što? Za da ne gi zapusta tog ništata, tuku ostavi go to, a kaži mi ti mene, kada im beše bre umod novija gore, koga pagni gi vratija dečinjata ovde, a? Zašto? Zašto? Lakoma je vojната, Striko Pando. Izgleda ne im je dosta tvojata i mojata krv. Im treba i krvta na dečinjata. Na dva pati ni gi rastора dečinjata. Во март ти од 2 до 14 години, во мај поголемите. Тие лани кои ги собра, ги вратија од грамуси, ги пратија по државите. Веројатно таму да раснат и да пораснат за бој. А на мајките им рекле само додека се стиши малку, додека ги отфрлат владините војски отаде Олимп, ај ќе им ги вратат дечињата. А на поголемите да ги заменат своите татковци и брајке што стана на вечна стража на Вичо и Грамос. Ти реков, Стрико Пандо, дека 2 дечиња си имам. И нев ми ги растоиле. По големото чуд го пратиле за Романија.
Така височка беше му рекле, ако со глава допираш греда, можеш и пушка да носиш. А едван 12 годишно. А керкичето, пеленаче не знам каде го пратиле. А се обесиливме без дечињата стрекопандо, како ветерот да ги одвеа. Се отскршија од градите мајчини. По колку ли патишта одат тие наши деца? И кој ќе најде еден ден толку пчелник, за да ни го собере ројот? Зошто, бре, децата? Мене нека ме пратат таму, што на вода тоа лепчи неколку сандака патрони. Што е тоа за еден сакат како мене? Само децата да ги остават. Стигнавме до Растока и враќање веќе нема. Ти вчера за тоа ли зборуваше со оние двајца офицери, а? За тоа ми за што друго? Под доброволниот батаљон. Значи доброволно, во првите борбени редови рече и... Реков стрекопандо, зашто не гледам друг извор. Таму барем се знае борба. И видели плакати на што се налепени по бараке? Повикуваат на бој. Непријателот на Вичо нема да помине. Ако помине, да знаеш за нас македонците, тој ќе е крајот. Слушај, док отидов, јас гледам таму почна да се собираат доброволците. А се подготви. Пак немаме што да подготвувам. Еве патерицата, подмишка, ја со здравје. Слушај, земи го, овој кожувото, сине. Не треба, стрекопандо. Земи го, тебе ке ти треба. Сволајте, стрекопандо. Мене само ме подсетува на син ми, зашто кога го гледам, се ми се чини дека ќе се врати, јас знам дека нема да се врати. Ајде. Ајде, со здрави и чувај се, чувај се. Сволајте, стрекопандо. Ах, Господи, само се збогуваме, само се проштаваме. Понекогаш ми се чини дека од силно збогување зборовите в устите ми се излижаа. Стрекопандо, ова нека биде нашето последно збогување. Зошто може би ќе дојде тоа време кога јас со оваа дрвенава ќе зачекорам по булеварите на Солун и низ сите наши македонски краишта. Зошто ние македонци секогаш одевме некаде, но и секогаш се враќавме од некаде. Реков и пак ќе повторам. Ние, сите ние овдека сме семето на таа земја егејска. Ајде, отидов, стрекопандо. Слушај. Еден ден ако ме снема, не отим, ќе ме снема, јас за мака сум роден, ама ако ме снема, не би сакал врз мене да има само земја. А што, да не сакаш турско кубе да ти прави? Не, стрекопандо, сакам секој што ќе ми дојде на гробот да фрли по еден камен. Секој потоа што ќе дојде на гробот да ми фрли камен. По години, по многу години, врз мене ќе има еден цел куп камења. Како рит. Нека нема надпис, нека нема ништо. И секој што ќе помине ќе се запраша и ќе рече: кој ли бре лежи под овој куп камења? Ете, стрекопандо, ќе се запраша и гробот мој нема да молчи, ами ќе зборува преку каменот. Ајде, стрекопандо, јас отидов. Богородице, мајко, врати ме на нашите огништа и покажи ми го патот до коските на моите синови. Со тагата на растурените и испадените по светот, со незнајните гробови на нашите чеда, што ветрови и бури ги бијат и дождови ги бијат, боледуваме и ние како што боледуваш и ти за синот твој закован на крст. Нека има светлина пред очите твои и на патиштата наши,
za da se vratime na ogništata dedovi naši. I kade što ke mineme, cveke mirislivo da nikne. I sve koja naša traga, da bide traga na nadež, neka ki si dojdeme pak i traga na ljubav. Bogorodice, osvetim gi patištata na našite brakja i nivnite čeda što zamina preku 9 brda i 7 reki, preku morinja i okeani, i neka ima svetlina na patištata nivni, avstralijski, evropski, kanadski i amerikanski. Neka ima svetlina vodušite na nivnite čeda i vnuci, od kandilata i ogništata na nivnite dedovci. Gospodi, skorni rasprostranivnja jesi, uščedrinja i usliši molitvu moju, Gospodi.